Почитувани мои, продукцијата Маријова филм речиси 30 на години е крстари Република Македонија. Продукцијата Маријова филма во името на продукцијата Маријова филм скоро 25 години го крстарам Маријово. Помина речиси 5-6 години кога последен пат бев тука во едно од најголемите села во Маријовско и поранешен општински центар на Маријово, тоа е селото Витолиште. Намина повторно овдека во селото Витолиште на самиот ден на Светилија, на што се вика на националниот празник Илинден. Намина овдека во селото Витолиште. Мештаните да ми ги дораскажат приказните за историското битисување на ова село, за старите адети и обичаи, за духовниот живот во ова село, кој што остана недораскажени кога бев последниот пат. Почитувани мои, сето ова што ќе биде снимано преку окото на камерата на мојот снимател Виктор Косовски и оние разговори, оние приказни што ќе ми ги раскажат мештаните од селото Витолиште ќе бидат преточени во ова нова документарна репортажа. Почитувани мои, гледајте и уживајте. Ете продукцијата Маријова филм, 30 на години ја крстали Република Македонија. 20 на години Маријово, кој што, ете така едно би рекол, сталевото Елдорадо, кој што преку неговите романи Крпо, живот, Калеш, Анџа, Шачир, Војвода, опасна печалба и Троманесот и Торпео ги има опишено и тој опис, тој занес него, неговите генерации кои што дојдоа поверчко по него, ете таа традиција ја почитуваат. За Маријово е пишувано од многу учени луѓе. Кога доаѓаме во Маријово, во Витолиште, полна ми ја душата, ете да сретнам млад човек во Маријово, во селото Витолиште, кој што ќе ги дораскаже оние недораскажени приказни за самиот регион Маријово, ќе ги продолжи тие приказни за централното, најголемо село во Маријово, во Македонија и во Мегленско, тоа е селото Витолиште. Ајде, прво, чест ми е што вие денеска, на денешниот ден, Илинден, светиот празник на македонскиот народ, тука сме во селото Витолиште, тука сте во манастирот Свети Илија, тука сте во родното место, тоа е селото Мелница, а јас би додал и родното место каде што детството и живото го поминал Стале Пупов, тука во селото Витолиште. Твоето име, презиме? Спасе Чакревски. Спасе, ајде вака, едно би рекол народски, ти си млад човек, може ли за македонскиот народ, било кадето и да се наоѓа пред се за Маријовци како дел на македонскиот народ, да ги дораскажиш оние недораскажени приказни кои што тебе ти ги раскажувале твоите предци, дедовци и баби, меѓутоа и купајќи по оние архиви ширум Македонија, но не само ширум Македонија, туку и низ целиот Балкански полуостров. Вака, прво благодарам за тоа Маријово филм што денеска нови голем македонски празник се во Витолиште. Па вака, да речеме, јас би започнал малку за состојбата на селото од поддалеку. Значи, Витолиште се наоѓа во Маријовскиот регион на 50 на километри од Прилеп и за свое време се рачунало за едно од централните села во регионот или јас би рекол за
стопанско-административен центар замислен. Ако се вратиме малце подалеку во историјата, според она што може да го најдеме во запишаните документи, односно турските дефтери уште во далечната 1476 и 77 запишано е во Витолиште дека живеат 80 семејства. При крајот на пропаѓањето на империјата, последните документи кажуваат дека тој број на семејства се зголемува на 230. Меѓутоа тоа е нешто подалеку. Во поновата историја, кога што имаме прецизни документи и кое што од нашите генерации е прераскажано, Витолиште својот максимум го достигнува во 1953 година со официјален попис кој што брои 1340 жители. Меѓутоа во тоа време немало доволно стручен кадар да тој попис го темелно обработи, затоа што дел од населението било и на така наречени колибарски населби, и бројката може била и поголема и помала, но во 61 година има официјален попис во кој што и денес Државен завод за статистика го потврдува, и се запишени 1291 жител. И сега моето гледање на нештото и моето разговори со мештаните, делот тоа што сум нашол во литература запишано, каде е клучниот момент зошто е Витолиште дојден до овој ден како што денеска ние сме тука. Во 63 година е направена една од клучните грешки. Укината е тогашната општина Мариово со општински центар во селото Манастир. Но за да нештото биде уште по-тешко, стопанството или тогашниот дрвно-индустријски комбинат Црн Бор 65-та година ја повлекува импровизираната пилана која е над Витолиште, и со тоа повлекува 500 вработени луѓе кои што му наоѓа работа во Прилеп. Ова што го кажуваме така го кажуваат и податоците. За да во 81 година наредниот попис Витолиште се запишени само 650 на жители. И да дојдеме во ова 2025 лето господово, денеска за жал во Витолиште има само 30 на жители, кој што, ете би кажал, просечната старост му е над 70 години. Сега имам едно, така да речам, прашање кој што произлегува од овој разговор, кога говориме дека се што е она напишено, запишено, снимено, аудио или визуелно, на нашата млада генерација, сепак, иако, да уште напомнате, имаме Стале Попов, тука имаме доста и учители, имаме, тука и ова имаме исто и комити, војводи, партизани кои што го положиле својот живот на ударот на слободна Македонија. Ајде малку, така да речам, за Мариово, во етничка Македонија, 10% од територијата, тоа е Вардарскиот, Пиринскиот и Егејскиот дел на Македонија. Ајде малку за нашата млада генерација, географска положба на Мариово и сето она што, ете да речам, ти како Мариовец, го знаеш, си го запаметил, од историјата вика старите еден вид приказна, за да остани тоа на млада генерација да не биде покриено од правда на заборавот. Витолиште е на 830 метри надморска височина. Значи тоа е во еден, да речеме, котлински дел сместено, заобиколено со високи планини, да речеме. Еве тука би го спомнал превојот Трибор, кој што го спојува Прилепскиот со Кавадаречкиот дел на Мариово, или тука е преминот ако се оди према Кавадарец, односно према првото село Рожден. Тука е врвот Перун, што кажува дека од кога веќе имало тука народ, значи крстен на богот Перун, кој што е на 1880 надморска висина. Меѓутоа, ако зборуваме за историјата, ме подсетува денешниот ден, впрочем денеска е и големиот Илинден во Македонија. Во 1903 година на 3 август, на 3 август околискиот војвода Никола Петров Русински заедно со нашиот мештанец, односно Стојан Кулевски или познатиот Толе Паша, за да му докажат на македонскиот народ дека Мариово ќе пркоси на покорот, извршуваат напад на турскиот Башибозук во Витолиште, кој што е под битолски вилет во тоа време запишан, и
му убиват неколку стражари на Башобозукот и му прават неред за да му докажат дека и на другата страна ќе крвари од Крушево, значи тоа е во Мариово. Во поновата историја во 1944 година на 24 мај над Витолиште на местото Лигораса се загинати познатите народни херои Манчо Матак, Славка Манеска, Пенка Котеска, нашинците Витолишти, Ристо Балески, Митре Крајовски и други неколку има веќе незапишени кои што се прогласени како незнаени јунаци. Веќе старите вака се да се дознае историјата на Витолиште. Веќе старите оди во Витолиште, влези во Витолиште, види ја она стара селска, чарчишка, мариовска, витоличка архитектура, каде што којчите на времето биле градени од камен, а пак го селските дворишта биле оградени со долги камени авлии, а секоја камена авлија и дворот та тешка стара го порта. Меѓутоа, овдека како што напомнавте, Витолиште има историја тука за времето на Првата светска војна. Германските војски улиците овдека во селото Витолиште и имале имена, а имале и броеви. Имаме еден предлог. Ајде да отидеме во Вилхелмштрасе, каде што дури го запишал и Рајс од Првата светска војна, каде што порано, пред 10-15 години, тука беше во таа зграда, беше и кооперацијата, и бифето, тука луѓето седеа, тука се ги разменуваа своите мисли. Ќе може? Да. Се наоѓаме во селото Витолиште, централното село во Мариово, но не само централно место во Мариово, туку и меѓу во Мегреско. Ова село од памтивеко било општински центар. Во ова село исто така било седишчето на мудурлакот, на кадиите, на спахиите, на агите и на беговите. Ова село има голема историја од древна Македонија па до днешниот ден наш наслушен. Позади мене оваа зграда, позади мене од ова што овде останато е зградата каде што порано во турското време, во турската империја се наоѓало седиштето на мудурлакот. Тука се наоѓале цела администрација од Отоманската империја. Овдека, денеска оваа зграда беше и седиште на поранешната општина Витолиште, која што беше културен дом на мештаните, на младите овдека во селото Витолиште, а исто така овде десно се наоѓаше кооперацијата, овде лево се наоѓаше бифето, а горе беше седишето на кметот, на председателот на местната заедница, седишето на младинската организација и другите граѓански политички организации. Меѓу исто така, овдека во овој правец се наоѓаше и написот на улицата Вилхелмштрасе, додека централната улица од влезот на Витолиште па до целото се наоѓаше Лудвигштрасе. А исто така, горе, према споменикот, тој византискиот споменик, што се гледа горе, се наоѓала улицата Бисмаркштрасе. Овдека во селото исто така имало улици и на познатите чорбаджии, како што се Младеновската улица, таа се наоѓа лево од мене, Душеновата улица се наоѓа веднаш кон завршувањето на улицата Вилхелмштрасе, па врти лево, додека другите чорбаджиски улици се наоѓаат ни самото село, ни сите сокаци, ни сите селски патчиња,
А една од тие чорбачишки улици кои што и денеска тука се наоѓаат и е позната во селото Витолиште е улицата на чорбаџијата, на Анот, на Анчето, на Симе Анчето, каде што во непосредна близина се наоѓа и куќата така наречена Стале Попов, кој што тука заедно со неговиот татко, како младо момче, се преселил да живее овдека во Витолиште. Ајде за едно би рекол, за војводата Чакре. Ти си потол околу него. Ајде малку една биографија, историја негова. Кој е, што е, како е? Значи, војводата Диме Чакре од селото Полчиште и за свое време битисува во Прилепскиот дел, меѓутоа дури се спомнува и во охридските записи од нивната историја. Значи, доли и во Охридско движел тој. Загинува во Прилеп во куќата на Кондовци, по договор предходно за да наплатат данок од султанот, земаат заложници и со своето херество не дозволуваат никакви уцени и загинуваат кај Кондовци двајцата со неговиот брат Мијајле, така е запишан. Во поновата историја мораме да ја спомнеме и херојската битка на Маргара, каде што нашиот Ѓорче Петров се среќава со костурските чети за да го пренеси динамитот за да се нападне пругата од Лерин према Воден. Меѓутоа се предадени тука, муиди голем турски аскер, ги срдисува од три страни, но една страна му остава затоа што тие паметно на врвот се лоцирани и искусните лерински војводи даваат наредба да се води битка до предстемнување. Кога се стемнува, сиот динамит кој што требало да биде пренасочен за леринската пруга, го прават во посебни буренца и ги пуштаат со тркалење према ваквото и е запишено, му е нанесена најголемата штета на султанот во жива сила. Мислам дека 250-260 аскер има загинато на војвода и се извлекуваат ноќта во темницата од преживеани со, мислам дека е од Црна Гора само има еден ранет во окото Јовановиќ по презиме и двајца мртви од четата, за разлика од турскиот аскер има околу 200-250 загинато. Што вика старите, историјата е притјазна, се не може да се докаже, меѓутоа е една работа. Ете, народски да се изразам, денеска е Илинден, адитот стар и обичај во Витолиште се направи, ќе се оди долу во манастир Свети Илија, а попладне се враќа тука да се продолжи стариот адит и обичај. Мариово и Витолиште живее во духот на христијанството и македонизмот. Значи не е случајно ако се подсетиме нашиот писател, нашиот татко на литературата Стале Попов во романот Кале Шангија ќе запише колку бил непокорот за да се зачува христијанството и традицијата. И народот бил земјоделци и сточари. Ги чекале деновите како што овој нашиот денешен ден Свети Илија да се соберат на сред село и да ги докажат своите културни способности. Значи, на ова сред село се имало танциора. Значи, ова сред село било премало за да ги собере тие на почетокот што ги спомнав во 61 година 1290 жители. До тука бил манастирот Свети Илија, значи дел од гостиве одат таму. Традицијата продолжува и ден денес. Еве и денеска Свети Илија не собра во поголем бред. Денеска Витолиште го живее своето 2025 лето Господово. Традиција кој што Сабајле животното беше донесено на местото каде што генерации уназад го правеле нештото, беше и денеска се спрема ручек од 800 до 1000 луѓе. Ајде малку за традицијата. Па вака, како што кажавте, да речеме, најверојатно и етнолозите испитувајќи оваа традиција се повикуваат на пророкот Мојсе, кој што за да го спаси своето дете жртвува јагне, со кое јагне нахрануваат многу предатори во тоа време за да ги задоволат.
Меѓутоа, традицијата овде налага многу поодамна, затоа што не може да се најде нешто кога е запишано, што нашите стари што пренесувале, покушале некогаш да ја прекинат традицијата, му советувал некој дека за да се прекине традицијата треба да се изора селото со зевгар волови кои се близнаци. Жителите го направиле тоа и не заклале животно да поделат храна, се собрале на ова сред село да се провеселат и за жал пророкот Илија истура голем дожд, впрочем ритуалот за да се изора селото најверојатно била и сушна годината, за да даде дожд и удира гром и убива неколку деца. Од тој момент, од генерација до генерација се пренесува и додека има последен витолишец, таа традиција да не се заборави и денеска ете ние се потрудивме нешто да го испочитуваме. Колку цркви и манастири имате во селово Витолиште? Значи во селово има 3 постоечки, значи тоа е светилја кај што денеска се централната црква Свети Атанасије и има мало, значи кој што е во тој левиот дел од селото, мало црквиче или парасторче, кои што се на источен петок се собираат луѓето таму и ги тераат обредите. Или тоа е прочуено како Свети Архангел Михаел. Јас сум воспитан христијански. Значи, како македонец ги воспитувам и моите деца да ја почитуваат верата и традицијата. Со оглед на обврските кои што го имаме ние, секое слободно време ме даваме нешто да дајме во тој дел што е традиција, што е христијанството. Значи јас сакам да ги посетувам ваквото, сакам додам посебно на божествени литурги каде со свестите да благословат за добробит на сите нас и ја негуваме таа христијанска традиција. Голем број на нашите македонци кои што пред, да речеме, пред 100 па и 500 години, таа традиција на печалбарска која што ја започнале нашите предци, се до денеска трае. Едни од тие печалбари, а пред се јас би нарекол на привремен престој во диаспората, не на неиселеничи, каде што ги има и во Америка, Австралија, Канада, тоа сте и вие. Полна ми е душата што ова годината според Господовото провидение, вие сте првите меѓу однаквите, вие сте домаќинот, каде што денеска на стара традиција во Витолиште од генерација на генерација и денеска ја продолжувате. Ајде, вашето име, презиме и од која фамилија сте од селото Витолиште? Јас сум Дафина Христов, Авина Христов, Авинка Христов ме знаат овде кај во селото Витолиште. Сум од Младенови, потекната, од бабата Неда и дедот Младен, морам да ги спомнав нив, па потоа и татко ми Илија Младеновски, кој имаше 4 браќа, Бог да ги прости сите покојни се, што сум престрекна да бидам нивно чедо. И да сум тука. Така сега да ми кажете. Колку сте браќа и сестри? Јас сум една сестра и 20 браќа. Како ти се викаат браќати? Стојан Младеновски и Младен Младеновски. Каде се наоѓаат тие? Исто се наоѓаат во Канада. Така. Едниот од брат се доаѓа моментално е во Скопје, али не е стигнат уште тука. Ке дојдеш, се вика. Се надевам. И мајка ми, татко ми почина во Канада. Мајка ми е во Канада, беше тука за еден месец, се врати на 87 години нејзини. Сите од мојата фамилија, специјално од на мајка ми страната, фамилијата се во Канада. Така. Вие сте овде родени во Витолиште? Да, во Витолиште. Прво и второ оделение ги завршив тука, Така. во Витолиште.
после се иселивме во населба битолска која се викаше населбата на Горно Ризари во Битола. За малце време бевме таму, после на моите 16 години исполнати заминав за во Канада. Ова да ми кажете, рековте дека во прво и второ деление Да. овде канате на училиште. Да. Како се видеше наставникот кој што ве научи да читате, да пишувате, да ја знаете азбуката, да овој што ве научи да собирате, одземате таблица множење и таблица делење. Мојот учител беше доста стронг и доста бисер. Не учеше многу паметен начин, кој што слушавме. Бевме околу 40 горе-долу деца, ама не се сеќавам толку затоа што е поминато доста годиња. Може ли да се присетиш на детството овде кај вас? О, премногу. Ајде кажете ви, на што се... Премногу. да речеме? Се сеќавам на улиците кај што сме играле, се сеќавам на мостоите кај што сме скокале, се сеќавам на реките кај што течеа полни со вода. Имаше горна река, долна река, средна река, зад река која викаја. Се сеќавам на водите, на рибите, на крапчињата што ги фаќавме со раци. Се сеќавам на живото село полно со народ, се сеќавам на сред селото преполно со народ. Се сеќавам на баба ми, на дедо ми. Се сеќавам на све тоа. Се сеќаваш ли кога јагнината мали во трво да ги погалеше? Јаренцата мали кога ќе ги... Кога доаѓавме летото, преку летото во Мариово како студент, како школата ќе се распушти се. Прво нешто одевме кај дедо ми Младен Младеновски на трлото во Гошол. Тоа беше најголемото задоволство затоа што беа и јагненцата малечки и све на све. И се сеќавам многу убаво седем на огано со дедо ми кај што пеевме и кај што се веселевме и кај што слушавме приказни неограничени од дедо ми и бистри што ми останаа во срцето и во душата. Се сеќаваш ли кога баба ти ќе те земеше по прегатки, по скутот, кога ти ја скажуваше приказни, си беше еднаш като дете и така? Тоа беше дедо ми приказната, баба ми беше школото, баба ми беше домаќинка голема, таа ме учеше како да плетам, како да везам, како да месам зелник, како да месам погача. И ако не направив, јас и братучетка ми Неда Младеновска покојна, како што ни велеше, и сукалото го јадевме. Ама, она беше многу строга, затоа што еден збор употребуваше на нас. Морате да се научите, оти мене ќе ми се смеат, кои ќе се мажите вие. Ова сега да ми, да ми кажеш, може ли да се сетиш кога за велите, за Божи, за цялото ред, оро, моми, ред, оро, вечери, тапанот, сулата, гајдата, може ли да се сетиш како да решиш? Премногу. Татко ми беше голем гајдачија, Илија Младеновски од ова село. Музиката беше едно главно нешто во фамилијата моја. Орото не можевме да одиме и да прашате постари кои се од Витолиште и ќе ви кажат дека големи играорци беа татко ми, стрико ми и стриковците и сите четворица и веселјаци и постојано бевме на орото и на музиката. И до ден денеска сме, тоа ни е останато во срцето наше. Ова да ми кажете, сеќавате ли да речеме кога за Слава Илија ќе дојде од навод кажано проматарите кога продава оние шарени шекерчи на Алба кога продава, како очи го беше убаво. Да. Тоа и се сеќавам многу убаво на кооперацијата на сред село што имавме. Стрико ми кој ќе ни купеше мармолад во весник завиткано како инка и внатре клаено калапче, бевме престрекни и презадоволни, мислевме дека ние го имавме свето. Може ли да се сетите како дојде да вие да отидете во Канада?
кога имаш дете 16, 15, 16, 17 години, колку се важни другарките и другарите и друштвото и роднините и пријателите, а ти свет оставаш и не знаеш кај одиш, како едно слепо куче го пушташ да оди некаде. Не беше ништо разлика. Ни јазик знаевме, па ниту во тие денови имаше телевизорот да зборуваат енглески или телефонот да се учиш на енглески, да гуглаш, или да имаше нешто да не вообразуваше на енглески начин во тие години тогаш, па и нас не интересираше поради што не беше толку прочуен. Рускиот, францускиот и така. Енглескиот не беше толку тогаш. Со кога појдовме ние во Канада, немавме никакво поима ни од јазик, ни од место, ниту она. Васка Илијова песната што пеи ни сонцето, ни месецот не ни се познати, тоа ни е многу наше начин објасна кога ќе појдеш во една држава. Можеш ли да замислиш ти да појдеш некаде кај што не збораат никој твојот јазик? Знаеш како ќе се осетиш? Кога ќе дојдеше писмото во Канада од дедо ми. И се радуваше кога ќе земеше писмото? Да. Како се чувствуваше кога оти писмата идеат тогаш еднаш во месецот? Како се чувствуваше кога ќе прочиташ или пишуваше: Моје мило чедо, еве овдека ние во Витолиште сме сите здрави и живи. Како си ми, да пиче мое? Така нешто, на некој начин така, да, али мајка ми плачеше секогаш кога добивавме писмата, затоа што не ни дозволваше да ги фатиме писмата од дедо ми, од војкови ми и од роднините мои. Да. И она плачеше секогаш и редеше, не само плачеше, поради што она беше оставена во колективот. Дедо ми побегнат беше во колективот, а тие се од село Бешиште Маријово, а дедо ми беше побегнат поради што беше наред да го убијат поради имото. Домот што е во село Бешиште е направен на дедо ми местото и тој е така заминат во странство. Бил 3 години, како што разбрав од други луѓе и од дедо ми, во логор, во Грција, Италија и така се нашол во Канада. Така и ние појдовме во Канада поради што мајка ми се осеќаше сама тука. Имаше брајка, сестри, сите во Канада, а она само 2 или 3 сестри имаше тука. Ова да ве прашам. Во Канада сте 40 или 50 години сега на 17 август. Вашиот домаќин, како се вика и од каде е? Мажот ми? Да. Покојниот. Така. Тој е од Коста Христов, од Битола, од Ѓинимале, битолчанец. Татко негов Димко, кој е покоен кога на млади години, јас не го познавам, мажот ми беше само 16-17 години кога починал. Свекрва Милинка Христова, која живееше кај мене за 38 години во Канада до последниот ден. И дедо му на мажот ми, дедо Коста, беше еден од комитите што и прекар ги викаа опинчари, поради што правеше опинци за комитите и за војводите македонски. И беше заробен во солунските атентатори во Солун. Гемиџиите, да, чест избор. Ова сега да ми кажете. Рековте дека сте 50 години во Канада. Да. Како нашите македонци во Канада го организираат македонскиот живот? Каде се собирате за свадби, крштетки, за славите? Македонскиот народ во Канада се збираме, има 2 дела македонски народ, можам да речам слободно. Еден народ што
Постојано бега од сама себе, од сенката што си бега и не ги знаеме ни каде се, ни што се, ни ретко ги гледаме. А има голем број македонци што си го сакаат македонството, што билдаме цркви, што правиме домови, што постојано се збираме недели, празници или инденски денови, утре е голем пикник во Канада и можам да речам секоја недела сне некаде или на нешто собрани како македонци. Кога ќе чуеш песната македонска, кога ќе чуеш песната на Васка Илиева, туѓината пуста да остане, или Бисер Балтовски на Гоце Николов. Или Абер ми дојде од Солуна града опејана за Гоце Делчев, или пак овај Сусавка шума шумите, или кога ќе чуеш тешкото, екот на тапанот, на зрулата. Специјално гајдата. Така. Се радуваш или? Се радувам. Ама некојаш Кога појдов во Канада, првите 10 години сум плакала. А сега сме навикнати и на понови песни, и Јорде Митев, и други песни. Сакаме весело, сакаме не сакаме во тагата да бидеме занесени само. Затоа што е животот толку убав, дали е овде или тамо, кога си го среди животот секаде е убаво, било каде во светот да си. Кој ви е куќна слава? Мене? Да. О, Боже мили, имам полно. Имав Благовец како име, на син ми името е. Го имав Еленин Костадин на мажот ми името. Свети Никола ја имаме слава, стара слава. Се збиравме кај татко ми секогаш, а си креваме леп обавезно. Света Недела, како што знаете дека е голем дел од Света Недела е во срцето мој. Јас сум едно од тие првите што почнавме да се гради таа црква. И тоа ни е преголем дел за мене и за мојата фамилија, кој годинава децата, внуци мои беа и работеа на фестивалу за Света Недела и беа многу среќни што работеа и што имаме таму и на нивните години беше многу убаво да го видиш тоа што тие го осетваја и што беа многу среќни што снимале тоа нешто направено за иднината и за децата наши. Исполна вашите внуци? Да. Две ангели. Димитар Шумковски и Лија Ана Шумковски. Димитар е на Свети Димитрија, а Лија е на Свети Илија и на Света Ана, кои едно по едно се празници. Кој ти е помило првото или си баре? Двете ми се убави, јас имам принц и принцес. Да. Ова се да прашам. Која беше мотивацијата? Ете ова година вие да бидите првата меѓу еднаквите во црковниот одбор и да бидите домајчин, по старо кажано кума на денешниот празник на Свети Илија, каде што од памтивека, пред 200 и години, на стара традиција овдека во Витолиште, ново место, на црквата Свети Илија, каде горе се наоѓа и тој стар, овој го споменик од времето на Александар Македонски. Кој беше мотивацијата вие денеска да ги пречекате гостите од цело Мариово? Многу имав. Едно големо задоволство имам што моите покојни баба, дедо, стриковите секогаш даваја курбани за манастиро, секогаш сакаја да служат и да бидат тука. Друго ми беше, јас си го сакам мојот мариовски народ. Јас си го сакам селото Витолиште повеќе од срцето мое. Не знам зошто, од село ме извадија со снага, а срцето остана тука. Корените се од овде. Корењето се секогаш од тука. Што вика Петро Андреевски во неговиот роман Пиреј. Пирејот ќе се печи 5 до 6 години, мала роса и паќе. Пак ќе порасне. Тоа сум јас. Друго имав, сакав на Свети Илија да му поклонам она што го имам и што го немам, за здравје, за среќа, за фамилијата. Се надевам ова село да заживи некако на некој начин и Свети Илија да му помогне, се молам за тоа.
Се молам за фамилиите мои, браќа, внуци и за сите, да Бог му даде све што имат. Се молам за брачеди, за цела фамилија Младенова и Јуртова ќе речам, од мајка ми, да Бог му помогне. Во исто, сум многу благодарна и немаше да го направам толку, да бидам толку храбра како што сум сега, ако не беше помошта и надежот на Спасе Чакревски со фамилијата негова, што ми помогнаја и што ми помагаат, и свака му час, немам зборој да докажам за нив, имам една голема желба. Сакам да му се захвалам првен на сите пријатели во странство, во Канада, што ми помогнаја кога збирав пари да одновиме црквата Светијата на Свух селото наше, Витолиште. Сакам да му се захвалам на секој еден што дојдоа и што ме сапортваја за црквата, а во исто му давам порака на Канада, Америка, Германија, Австралија. Селото Витолиште е толку убаво, може куќите паѓаат, може улиците се растурваат, ама селото е во срцето. Тоа сме ние. Не можеме да бидеме друго. Не бегајте од сами себе. Дојдете, помогнете го селото. Дојдете, помогнете ги црквите и манастирите да ги направиме малце поубави, поукрасени и да бидеме како и сите други жители на свето. Фала ви за све. Господ ве благослови сите. Навистина, светилје да помогне на секој еден. Дојдете си дома. Ова е куќа ваша, ова е куќа моја, ова е дом мој. Нека Денот за многу години и Амин. ја става жива Република Македонија. Амин, Господи. Има ли ово? Од север кон југ, од исток кон запад, како на љубави цветови на христијанството, црквите и манастирите во Македонија се расфрлани, привлекувајќи го погледот на љубопитните и поканувајќи ги патниците да дојдат и да ги посетат. Со векови, овие храмови биле чувари на духовноста и историјата во овие региони, спасувајќи ги вистинските вредности од заборав и презентирајќи ги на новите генерации. Без разлика дали станува збор за древните средновековни манастири со кои Македонија со право се гордее пред светот, или пак за поновите цркви што добротворите низ целата земја ги оставиле за идните генерации, во нив секогаш се чувствува истиот мир. На нивните ѕидови, на љубезните лица на светците, во очите на Христос и нежната насмевка на Дева Марија, минатото оживува, а тајната на вечноста се шепоти на иднината и на сите што се подготвени да ја слушаат. Секој што се осмелува да се впушти во патување за запознавање и посета на свети места низ цела Македонија, всушност се впушта во патување за откривање на сопствената духовност, на самопознание и мирот што е толку неопходен за современиот човек. Денес, со гордост можеме да ги поведеме сите патници, и странски туристи, и домашни љубопитници, на патување низ Македонија и да ја откриеме убавината на црквите и манастирите низ целата наша земја. И со целото богатство и приказни скриени таму, секоја минута од оваа одисеја ќе биде запаметена од нив за секогаш. И денешново наше собирање овде, всушност, е за одбележување на едно траење и за еден духовен континуитет кој самиот за себе многу кажува, а уште повеќе сведочи не само за минатото, туку и за сегашноста и за иднината. И денешново чествување, како и многуте други одбележувања,
најмногу го потврдуваат нашето охристовено битисување, како и нашата црковна вистина и нашето црковно право на самобитност и автокефален живот. Настанов, што не собра, е еден од аргументираните начини како најдобро да го представиме нашето милениумско траење преку наследството посветено на Бога и на неговата вистина, како и за љубовта кон него меѓу православниот народ во Македонија, а во исто време и да го посведочиме нашиот духовен раст, изразен низ сакралното творештво, нашето највредно и најтрајно богатство низ вековите до ден денес. Овие наши православни светилишта се живи споменици, а не само некакви експонати, некакви предмети со културолошка и со духовна важност. Велам живи, зашто најмногу преку нив и со нив се изразувале оддаденоста и животот посветени на Бога. Впрочем, пред нас се дела оформени и создавани преку и за верата, молитвата, богослужението, љубовта, надежта, копнежот, трпението, покајанието. Ова се дела од кои извирала постојана надеж во времињата преполни со невремиња и со најразлични искушенија. Затоа толку и траат и се живи и до ден денес. И не поради квалитетот на нивната материја, зашто има многу дела кои достигнале старост поради добрите материјални аспекти, но немаат живост, не се живи. А делата што се пред нас се создадени за и ден денес да бидат истото што биле некогаш. А ние, како наследници на тие нашите богољубиви предци, творци на вредности, што еве траат и во нашево денешно време, покрај тоа што треба да сме им благодарни, потребно е да покажеме и доволна грижа и љубов, за да може создаденото од нив да дочека нови поклоници и да доживее средби и со идните наши поколенија. Очигледно е временското растојание од нивното до нашево време, но тие и денес, веруваме и утре, како и до вчера, ќе имаат истата мисија и ќе продолжат да упатуваат кон истата цел за која биле и наменети, да ја истакнуваат религиозната зрелост, а во исто време духовно и морално да воздигнуваат и да насочуваат кон причинителот за кого и се создавани, за Бога и за неговите светии. Па, минатото и сето она што некогаш е создавано, се темелот и на сегашноста и се залог за иднината. Затоа, овде представеното нам ни е блиско, како и на оние пред нас, и такво ќе им биде, веруваме, и на оние по нас. Впрочем, и ние, современите христијани, треба да бидеме такви, да создаваме вредности, што ќе се продолжеток на минатите славни времиња, но и такви кои што ќе не надживеат. Потребно е да создаваме дела, што ќе останат да траат и по нас, а такви се само оние кои се создадени во слава на Бога и за неговите светии. Не смееме да подзаборавиме на нашите обврски кон сакралното и кон културното наследство, затоа што, ако вистински се грижиме за создаваното пред нас, ќе знаеме како да создаваме ново. И овие одбележувања, како денешново, ни се можност и да се подсетиме и да се поттикнеме. Почитувани мои, Бога ми голем мерак ми беше што ете јас ова 2025 Господово лето, на сам ден на Илинден, на пророкот Свети Илија, а воедно и на националниот празник на македонскиот народ, посветен на Илидеското востание, наминав повторно во Маријово, наминав во селото Витолиште. Почитувани мои, наминав во ова село да ги видам адетите, обичаите кои што овдека се негуваат низ вековите кои што однамна изминале, а се пренесуваат од генерација на генерација во селото Витолиште. Почитувани мои,
како мештаните од селото Витолиште, воедно и сите мариовци кои што живеат не само во Мариово, не само во Република Македонија, туку ширум Европа, Америка, Канада, Австралија, си го прославува, го празнува нивниот патрон, посветен на пророкот Свети Илија, ќе погледнете во наредната репортажа.